Новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, особен фокус во работењето ќе стави на правосудниот систем и борбата против корупцијата. Судството ќе биде целосно ослободено од извршната власт. Ќе спроведеме политики за расчистување со судирот на интереси во правосудството, присутниот непотизам, партизацијата и кронизмот. Кандидатите за судии и кандидатите за председатели на судовите ќе се рангираат по законски критериуми. Ќе ги регулираме постапките за преземање и префрлање на судиите во другите судови. Предвидуваме нова програма за испитување на исполнетоста на условите на професионалните и образовните критериуми за избор на судии. Ќе спроведеме целосна ревизија на приемот на кандидати на Академијата за судии и јавни обвинители. Предвидуваме распуштање и целосна реформа на судскиот совет, кој се покажа досега како ранлив од надворешни влијанија. Ќе следува проверка на имотот на судиите и обвинителите. Предвидуваме немилосредна борба со корупцијата на секое ниво, зашто ќе биде формирано владино координативно тело против корупцијата, а преку реформи ќе имаме силен и ефикасен државен завод за ревизија. Ќе воведеме механизам преку кој ќе има зголемени санкции против функционерите, а преку посебна мерка ќе воведеме нулта толеранција за јавните набавки. Почитувани, ова се само мал дел од проектите за подобар правосуден систем и борба против корупцијата. На 8 мај, со заокружување на број 2 за листата на претеници на ВМРО ДПМН и број 2 за Гордана Силјановска Давкова, ќе ставиме крај на хаосот и безредието кој владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, ги остави. Број 2 за достоинствена и горда Македонија.